следен со кој што разговараме во утрински брифинг во така наречената општествена сцена е господинот Владимир Мартиновски, кој што е поет, кој што е автор, кој што е вонреден професор. Господине Мартиновски, добро утро и се надевам дека во овие моменти не сме ние тие кои што ве будиме, туку сте веќе поодамна, па може малку и пообемно да направиме муавет. Добро утро. Не станат сум како и вообичаено, околу 7 станувам, така што ми е драго што еве наутро може да разговараме. Ние кратко за после овој разговор ќе чуеме дел од она што вие го имате подготвено, направено за потребите на утрински брифинг, меѓутоа како вонреден професор и оваа новонастаната ситуација каде што се држат предавањата онлайн, го правите тоа? Колку е еден своевиден новитет и каков е фидбекот? Но оние кои што треба на крај да ги примаат пораките секако. Да, па добро како професор, инаку да ве коригирам, редовен професор сум. Секако дека веднаш се вклучив во наставата која оди онлайн, користејќи ги платформите кои ни се достапни. И морам да кажам дека се работи за едно прекрасно искуство. Многу сум задоволен од тоа како работат студентите, како веднаш се адаптираа на новите услови, како веднаш ги прифатија предизвиците да ја совладаме програмата и на овој начин, без да бидеме во училница, практично во виртуелни училници, со постојани задачи кои јас им ги задавам, кои навистина изворено ги извршуваат. Деновиве со огромно задоволство ги читам нивните трудови, постојано работиме на она што и инаку би го работеле и навистина сум многу среќен што и покрај овие тешки околности во кои сите се наоѓаме, нашето општество, целиот свет, студентите навистина многу вредно работат, се разбира и јас работам со нив на тоа да знаењето да се зголеми и во едни вакви тешки околности. А кога би имале разговор овде во студиото, би ве прашал и за она што го пишувате како ваши дела, би зборувале за она што го правите вие во полето на литературата, на културата и уметноста. Меѓутоа, од овој аспект на карантин, на самоизолација, ме интересира еден друг пристап кон справувањето со она што значи свое лично време за време на коронавирусот. Господин Мартиновски, како се преживува на човек кој што има потреба да напиша зборна лист, да создаде некакво дело во нормални услови, ќе излезете, ќе прошетате, ќе се видите со студентите, ќе разговарате со луѓе, ќе се дружите и можеби од таа дружба ќе излечете нешто што ќе може да го ставите и на хартија. Сега кога генерално сите 90% од нашето време можеби го трошиме, ако не и 100% во домашни услови, помеѓу неколку ѕидови, како се обстанува и како се храни таа мисла и таа потреба за пишување? Видете, потребата за пишување е перманентна. Занимавањето со уметност, без разлика за која уметност станува збор, не е трка на 100 метри. Тоа е еден вид маратон, тоа е еден животен процес. Тоа е еден истовремено и многу непредвидлив процес. Знаете, некогаш и може да ги имате најдобрите услови за работа, едноставно нешто да не оди. И обратно, нели, во најтешки околности знаеме дека во историјата и на литературата и на уметноста се создавани на вистина многу значени дела во многу тешки околности. Епидемии, да речеме, еве, Декамерон, или дел од драмите на Шекспир се пишувани исто во карантин. Во воени услови се создавани ремек дела во сите уметности, буквално. Така што мислам дека уметниците мора да ги прифатат сите предизвици што ги носи животот. И во тешки времиња да создаваат, и во околности кои не се најповолни. А инаку кога зборуваме за некој
некој вид на изолирање од стварноста, тоа не е процес што им е туќ на уметниците, нели? И во нормални околности некогаш човек мора да се повлече на неколку дена, некогаш ете и на подолг период за да се работи на некое ново дело, без разлика дали е тоа ликовно дело, нов роман на некој автор или некој проект. Така што значи ова што велите, да, секако и мене ми недостига нормалниот ритам, средбите со моите студенти, колеги, со моите пријатели, но еве во денешно време ние сме речиси сите постојано во контакт благодарение на новите технологии, а сепак овој период треба да го искористиме да бидеме свесни дека правиме нешто полезно со тоа што седиме дома. На тој начин сепак се намалува можноста за брзо ширење на оваа пандемија која навистина сите не загрижува, која секој ден носи човечки жртви под целата планета. Периодот, како јас го користам во овој период, покрај тоа што нормално работа мина на ставата на моите редовни обврски, на моите истражувања, на неколку ракописи работам паралелно, но мене ми е исто така период во кој се посветувам на книги за кои што не сум имал време да ги прочитам, еве и тоа би сакал да им го препорачам на вашите гледачи, дека времето поминато со книга обично во нормални околности повеќето од нас се жалиме дека немаме многу време за читање. Мислам дека е една од најубавите работи што во овие тешки околности, како велат, во секое зло може да се најде и нешто добро, што има повеќе време. Особено луѓето кои сакаат литературата, книжевноста, но и другите уметности, гледаме колку многу има сега онлайн концерти, колку има пристапност на музеите барем во виртуелна форма да се посетат, колку многу има и време и за читање кое вообичаено, нели, хронично ни недостига. Да. Ке ви се заблагодарам за одвоеното време за овој разговор, краток, во утрински брифинг, меѓутоа оно што следно го слушаме е токму вашиот расказ. За што конкретно се работи, може една кратка најава, па да продолжиме со... Па да, прво сакам да се заблагодарам за вашата покана и за овој краток разговор, но и за можноста во овие кризни тешки моменти делот од моето творештво да споделам практично преку вашата телевизија. Станува збор за расказ од книгата Зоостории која беше објавена неодамна, книга составена од 77 раскази или кратки прози, дури има и миниатурни прози. Сите се поврзани практично и под насловот е приказни за луѓе и животни и одбрав еден расказ кој вчера кога го снимав тоа кратко видео, го снимаше практично мојата сопруга во домашни услови со снегот во позадината и затоа го одбрав токму тој текст. Ви благодарам. Ви благодарам уште еднаш и ви посакувам се најдобро. Вам и на вашите гледачи. Пријатно. Пријатно, почитувани гледачи и слушатели на утрински брифинг, Владимир Мартиновски. Добро утро. Одлучив да ви прочитам една зимска бајка во оваа атмосфера априлска, во оваа идила снежна, од книгата Зоостории со поднаслов Приказни за луѓе и живот. Насловот на расказот е Сибирски елени. За Елена Велимировиќ Николаевна од Новосибирск би можело да се каже дека кога би ја видел Хомер, ако воопшто постоел и ако воопшто можел да гледа, сигурно би можел да ги испее најубавите хексаметри со раскошни епитети и бесконечни споредби. Сигурно би ја посочил како повод за загадочни љубовни триаголници и легитимна причина за долгогодишни светски воени судири, оти за Елена би вредело и да се гине. За Елена Димитриева Краснолюбева од Краснојарск би можело да се насети дека кога би ја видел цар Соломон, ако воопшто имал време да ја види покрај толку други жени, сигурно би можел да напише нова песна над песните, во која би го споредувал незиното совршено тело со делови од телата на сибирските животни. О, Елено, имаш очи на срна во срцето на тундрата, кожа мека и топла како ермелин во сибирска зима, заби сјајни ко самури во тајгата, а градите ти се како близначки поларни лисици,
кои бегаат од забите на белиот тигар. О, ќерки сибирски, ве молам, не будете ја Елена, додека спие до самоварот. За Елена Симонова Петрова од Јурцк би можело да се претпостави кога би ја видел Фредерик Луи Созе, далеку попознат како Блес Сандрар, сигурно би се одлучил уште 5 пати да патува со недели по Транссибирската железница, дури би одгледувал чели за да си ги плати билетите, а и би ја загубил другата рака само да биде во близина на таа непозната убавица. Но за жал, многу е известно дека трите Елени не биле видени ни од Хомер, ни од Соломон, ни од Сандрар, што секако оставило големи последици врз историјата на книжевноста. Единствениот што ги видел сите три Елени во еден живот е еден Елен, кој со месеци трчал по тајгите и тундрите, пробивајки се низ густи брезови шуми, подпалени ледени со ниски четинари, препливувајќи безброј брзи потоци, подмрзнати езера и студени реки во потрага по својата Елена. Островот на камелеоните. Никогаш никој не видел камелеон на островот на камелеоните, иако сите велат дека тие се насекаде. Толку успешно се претопувале во околината, што на еден од нив слободно можеш да напишеш писмо, мислејќи дека камелеонот е обичен лист хартија, а после со денови да се чудиш во што се може да се претвори, да се преобрази твојата порака.